сега преминуваме на една друга тема, веќе ви го најавив Никола Здравковиќ од Не биди ѓубре. Тоа му доаѓа како една група активисти кои што го чистат секој викенд, го чистат она што ние секојдневно го фрламе, без прито да размислиме дека кога нешто ќе фрлиме на земја, некој тоа треба да го крене. Добро утро, Никола, добро утро, Слободанка. Добро утро, Искра. Никола, јас веднаш да ти кажам дека и Слободанка знае, мојата чанта е преполна со ѓубренца, затоа што не го фрлам тоа на улица. За се што има во мојот автомобил, подобро ич да не ти кажувам. Ќе ве оставам да си зборувате за сите многубројни активности, знам кои многу се активни од Не биди ѓубре, но прво сакам да ви поставам една загадка, гатанка на двајцата. Ако по сообраќајната култура се гледа културата на еден народ, што се гледа за нас, судејќи по она што го фрламе на улица, по ѓубрето што го има насекаде? Не биди ѓубре. Тоа значи дека сите сме ѓубриња, така многу. Под наводници, меѓутоа на некаков начин, Никола, па и на што ви вистина. Подобро да не ни ја толкуваат културата според тоа како ја третираме екологијата. Третираме екологијата, за жал, да. Да, ама ако си ја толкуваме домашната хиена според она како се однесуваме на улица, и тука не е добро да се толкува. Да. Затоа сега ќе зборуваме токму за свеста. Ајде, поверете. И дали можеме да ја подигнеме и на каков начин. Меѓутоа, да, добро утро и од мене, Никола, и добро ни дојде во утринската програма. Добро утро за сите гледачи кои во моментов не следат и токму ке слушаат за она за што еве Искра кажа. Меѓутоа, незината свест е развиена и навистина е тоа така. Меѓутоа, посакувам и останатите така и на таков начин да размислуваат. Но, за жал, гледаме дека тоа не се случува. Но дали можеме некако, на некаков начин да ја подигнеме свеста кај граѓаните, еколошката свест? Свеста секогаш може да се подигне и кај граѓаните и кај институциите, меѓутоа со текот на времето ја веќе Не биди ѓубре 6-та година се обидува да ја подигне свеста и да ви кажам искрено како што проаѓа времето, не е дека губиме волја, самото наше постоење од 6 години. Но сте демотивирани веќе од некакви случувања околу што ги гледаме? Демотивирани сме од многу случувања, затоа што нашите 6-годишни апели не стигнале ниту до ушите на граѓаните, ниту до ушите на надлежните органи, а ние во овие 6 години не е само дека одиме по емисии и народски кажано џавкаме што треба и што не треба, ние мапираме места со депонии, ние осмислуваме и даваме можни решенија, ние се обидуваме да закажеме со станоци, со институции, со луѓе, отворени сме нас некој да не побара, меѓутоа во текот на овие 6 години сето ова е на некоја толку минимална... Што станавте како една иницијатива и група на луѓе кои сакаат чиста средина еколошки. Да. Меѓутоа, ајде вака, ќе зборуваме за ова, но да подсетиме за граѓанската иницијатива, како што кажавме, Не биди ѓубре. Значи, сите сме во тој, да не кажам сега, да, еве, ќе се менувам самата себе си, да не навредам, да не се најде некој навреден, да не бидам ѓубре, за да не го фрлам ѓубрето, да правам една грда слика во градот во кој што живеам, така. Ајде за граѓанската иницијатива Не биди ѓубре, од кога таа постои и зошто се формираше, сигурно заради тоа што ова се група на луѓе кои што еколошката свест им е на многу високо ниво. Ајде нешто повеќе околу тоа. Па граѓанската, неформална граѓанска иницијатива, морам да напоменам, Не биди ѓубре е формирана 2018 година во текот на летото, со тоа што главната идеја беше да ја подигнеме свеста околу зачувувањето на животната средина, на екологијата, затоа што полни ни се устите дека Скопје е некаква метропола, дека во Скопје се случува нешто нон-стоп. Меѓутоа, кога некој ќе ни дојде од страна, треба да си ги чукнеме малку главите дали сликата што ќе ја види во Скопје. Еве како што сега можеме во моментов и да погледнеме. Ова се локации не само во Скопје, во цела Македонија, 70% од фотографиите се од скопски локации. Меѓутоа, Македонија која што и располага со прекрасна природа, она што Господ ни го дал, ние не знаеме да си го чуваме. Еве колку е ова навистина грдо за гледање. Како Не биди ѓубре, сакавме да алармираме, бидејќи голем дел од овие работи се централно градско јадро. Или во околината на институции, каде што често доаѓаат и гости од страна делегации, каде што многу граѓани поминуваат и сакавме
да им укажеме и на надлежните и на граѓаните, луѓе, наше е. Ние ако не го пазиме, никој нема да ни дојде од страна да ни го пази. И на крајот на кричата екологијата има ефект врз здравјето на луѓето. Не е тоа само визуелно дали ќе видиме некој ѓубренце или не, туку дека влијае де факто и врз сето она што испарува кога ѓубрето стои, тоа многу подобро ќе го знаат медицинските лица, меѓутоа можеме да замислиме што се оттаму може да произлезе или како вид на бактерии и слично да не навлегуваме во тој поглед, но сигурна што се сум сме дека виделе на терен, тоа е бубачки да кажам, кој знае какви. Бубачки се најбезболното нешто што може да го видите, да. Да, не е за смење, меѓутоа навистина е грда слика од ова што можеме да погледнеме, но како што кажа Никола и ти, еве 6 години вие како граѓанска иницијатива Не биди ѓубре давате се од себе за ова што сега во моментов го гледаме да можеме да го смениме на некаков начин, да промениме нешто. Јас потекнувам, знаеш и ти, од Тетово и тоа е таму исто една еколошка катастрофа што се случува во градот, за жал покрај, како што кажа и ти, државни институции во централно подрачје, меѓутоа и покрај детски градинки истото можеме да го забележиме, каде што дечињата како ќе ги учиме од мали нозе и како ќе им ја развиеме еколошката свест и да им кажеме дека тоа така не треба, а го имаат пред своите очи. Да, па тоа е практично еден магичен круг во кој што се вклучени и граѓаните, и формалното и неформалното образование и институциите. Значи, убаво напоменавте дека малите деца првата култура ја носат од дома. Од дома, така. Меѓутоа, јас верувам дека голем дел од децата дома и да добијат добри совети, деца се ќе заборават, ќе им дојде природно да фрлат нешто, нема да им текне во моментот. Затоа тука образовниот систем треба да ја заврши својата работа. Ние гледаме дека се учат по училиштата секакви предмети, не навлегувам колку се потребни или не се потребни, меѓутоа сметам дека апсолутно можел некој да одвои во програмата барем еден час неделно. Дали вие како граѓанската иницијатива Не биди ѓубре тоа го имавте како предлог низ општините и локалните самоуправи? Ние тоа го имам предлагано и до Министерството, и до општините, сме барале состаноци со сите, сме барале состаноци со луѓе релевантни што би можеле да ги имплементираат овие идеи. Дали некој ве сослуша, дали вие сакаше да помогне на било каков начин? Имало ретки што сослушале, меѓутоа се останало на сослушување, на тапкање по рамо и на важи. Од тоа нашето балканското важи, што можеби ќе се реализира за 327 години, а можеби 100% нема да се реализира. Вие сте релативно млади луѓе во граѓанската иницијатива, па и да не сте млади, да се повозрасни луѓе, како и да е, тоа е многу добро и показател дека некој има еколошка свест развиено. Меѓутоа, еве ние, Никола, како млад човек, лично би сакала да те прашам, еве одиме, сме биле сигурно по западните земји и ние сега партиципираме и сакаме и секогаш зборуваме како сме за во Европската Унија. На ова сега што го погледнавме, како ние можеме да бидеме дел од Европската Унија на ваков начин? Па не треба ние да измислуваме топла вода. Само треба решенијата што се конструктивни и што се покажале како ефективни и ефикасни од Европската Унија да ги препишеме. Народски кажано, удри го под жебот. Затоа што и Германија и Љубљана не беше прогласена за најчиста и најеколошка метропола, затоа што бесконечно се толерираат оние кои што ја загадуваат околината. Меѓутоа, добро, кај нас мислам дека нема да погрешиме ако кажеме дека еколошката декаденција е само резултат на целосната општествена декаденција. Значи сепак има поврзаност според вас. Така е, затоа што во општеството важи една неказнивост, неказнивоста е само пресликана и резултат и на екологијата, дека секој што ќе загадува, секој што ќе создава депонии, секој што нема да се замара условно кажано со екологија, е научен дека нема да биде казнет за тоа и дека тоа ќе му помине и денес и утре, и задутре, и така до недоглед. Затоа велиме дека тоа е еден магичен круг. Што е она што треба и ве знаеме во западните земји, ги споменав, затоа што сите од нас кои што биле многу добро знаат со голо око кога се гледа тоа. Едноставно се ужива да се шета по улиците каде што не можеш да видиш ни животно, затоа што сите се вдомени на било каков начин, и тоа пак можеш да погледнеш. Добро, ако е тоа некој, ако го погледнеш некој мало ѓубренце што воопшто на некој можеби му испаднало, не сакајки.
Но, еве, дали од таму ние можеме тука тоа да го донесеме и да го практикуваме кај нас, со оглед на тоа дека сигурно ги знаете тамошните закони. Дали тука може да се донесат такви закони кај нас? Секако дека може. Ние во нашето најблиско соседство. Затоа што ние сме депонија, морам да кажам, ние сме една огромна депонија која што со текот на годините само се натрупува се повеќе и повеќе наместо да се расчистува. И кое е решението? Па ние не мора да одиме многу далеку. Например, градот Тирана и градот Белград имаат феноменални еколошки решенија кои што се влезени во нивните закони. Ние само треба малку да дзирнеме кај нив. На крајот на краиштата нашите дури не мораме од запад да земаме примери. Би било убаво, меѓутоа еве и не мора. Доволно е да ги погледнеме градовите кои што ни се на 3-4 часа од Скопје оддалечени. Меѓутоа треба волја за тоа, која што барем сега за сега не ја гледаме. Нашите градоначалници со години наназад шетаат по светот на размена на некакви искуства, од кои што добар дел од тие работни состаноци токму се на полето и во областа на екологијата, меѓутоа јас не знам кој што донел и кој што имплементирал од таму тука. Значи, само е потребна волја. Пак велам, ние дури не мора да измислуваме никаква топла вода. Решенија веќе има, некој ги донел, само треба да ги имплементираме во склад со Македонија. И со законите и да се воведат како апсолутно. закон. Друго, Македонија не е некоја преголема земја. Ние во понеделник да земеме да ја средуваме општо, до петок готови ќе бидеме, за викенд можеме да одмараме. Меѓутоа нема волја тоа да се направи. За жал. Да не ги виткаме работите во амбалажа, да се кажува како што се, нема волја. И екологијата се третира само во изборните програми, и кога ќе се заврши изборниот процес, екологијата се враќа да биде последното нешто на листата на приоритети. А треба ли да биде во првите редови? Секако дека да. Па секако дека да, затоа што кој каков и да е човек, за да го спроведе тоа, треба да е жив и здрав. А за да е жив и здрав, треба да живее во чиста животна средина. Ме интересира од сите овие, еве, ние зборуваме и за Скопје, меѓутоа и на ниво на Македонија ли еколошката свест не е доволно развиена или има, јас мислам дека сум забележала, ако ништо друго, барем во помалите градчиња, дека е сепак еколошката свест развиена, или пак таму поинаку функционираат. Во што е разликата? Во дел од помалите градчиња функционира малку подобро, затоа што и физички е полесно да се исчистат, меѓутоа тие се соочуваат па со друг проблем. Излетничките места надвор од градчињата изгледаат страшно. Друго, Охрид во кој што ние се крстиме дека е балкански Ерусалим, дека е бисерна Македонија, Галичица. Она што и се случува на Галичица, луѓето си прават депонии тамо, да ги ставиме на страна кримогените дигања згради, експанзии урбанистички. Значи, сето тоа си повлекува, луѓето фрлаат шут, фрлаат отпад, излетнице. Баш меѓу овие фотографии има и од Галичица. Значи, Галичица е национален парк. Меѓутоа, луѓето ја третираат како да е национална депонија. Како да ги опишеме? Токму така, не биде ѓубре тие луѓе што барем ако ништо друго во на вакви места можат да имаат на каков начин размислуваат дека може тука да ја загадуваат околината во национален парк. Ја мислам дека речникот е сиромашен да најде израз кој што нема да биде навредлив за овие луѓе, да, и кој што би можел да биде искажан пред камери. Меѓутоа тие луѓе, јас не знам како ги учеле нив, не знам тие како ги учат своите деца. Меѓутоа и тие луѓе со тоа што го прават со текот на годините, го прават затоа што им е така дозволено. Затоа што им е така дозволено. Еве конкретно да говориме за Македонија и Скопје има изготвен на хартија ставен закон за еколошка полиција. И тој закон 7-8 години стои во фиоки. Го изготви уште Петре Шилегов. И тоа беше единственото добро што го направи. И кога заврши во министерството, си седи во некоја фиока во тоа министерство 100 години, веројатно уште 100 ке стои. И јас на една дебата кога ги прашав неговите од кабинетот, добро луѓе, еве го изготвивте, го дадовте кај што треба, а па не знаеме, не е веќе
не е веќе наша грижа, а институцијата им беше преку Вардар. Така, да, верувам, затоа што кога сме имале, тука сме пред крајот, па ќе завршиме со, да се надеваме, што убаво што го спомена, затоа што и кога сме имале теми со гледачите за екологијата, самите тие секогаш предлагаат дека мора да постои еколошка полиција која ќе казнува по джебот на граѓаните таму каде што ќе се најдат на лице место и тоа да бидат високи казни. Мора да постои, пошто сами немаме свест. Никола, имаме навистина и се уште да зборуваме за екологијата и како да ја подигнеме свеста, но мислам дека ако ништо друго барем ова утро допревме до оние и да им кажеме не биде ѓубре. Се надеваме. Што по свеста не е толку развиена за екологијата, но се надевам дека ќе се промени некогаш. Го слушам Никола, се не ова да те фалам, знам дека не го правиш ова за да го фалиме. Тој е наш колега. Но ме чуди, еве со каква страст зборуваш за оваа тема, која што на повеќето од граѓаните зажалиме на 10 место на списокот на важни работи. Зошто во другите културни земји повеќето граѓани размислуваат како што размислуваш ти, а кај нас е се сведено на шака луѓе? Па пак доаѓаме до самата свест, која што кај нив почнала да се крева пред X години, сега е веќе доена до некаде, а кај нас ниту почнала да се крева и тоа нешто што се обидуваме ние да кренеме некаква свеста, останува во нашиот круг. Ја само од две идеи го правам ова. Прво, како што вели големиот руски актер Никита Михалков, дека патриотизам е кога земјата се сака на овој начин. Така е. И второ, јас знам во каква земја и каков воздух сакам моите деца утре да разнат. Ова го правам и за нив, и за децата на тие што ги знам. Не го правам затоа што сакам да собирам некои поени или вака да попувам, да паметувам по емисии, така да тоа се тие две идеи. Само таа искреност сакаме и другите да ја видат во нас. Одлично. Да. Размислува. Ако му кажеме фала за гостувањето, тоа е нормално, културно. Ако му кажеме фала за сето ова што го прави, тоа е премалку. Премалку, да. Впрочем, од тапкање по рамо немате ни вие фајде, ни ние, треба сите малку да тапкања ги полна вреќа. Полна вреќа, засукаме ракавите, да.